predavам Tebe, Isuse, se predavам Tebe, Gospode, se Ti predavam Tebe, Tatko moj, se moje, Tvoje, Ti me sozdade od prazemna i duh životen duh mene po obrazu Tvoj me sozdade živa duša nalik na Tebe, se Ti predavam Tebe, Isuse, se Ti predavam Tebe, Gospode, se Ti predavam Tebe, Tatko moj, se moje, Tvoje, ljubav ta Tvoja me oblega, Tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam Tebe, Isuse, ja si pripadam Tebe, Gospode, ja si pripadam Tebe, Tatko moj, se moje, Tvoje. Мир вам. Татко мој, во името на Твојот Син Исус те молам за сила во Словото Божјо кое денеска го озвучувам. Те молам за Твое водство, не јас да зборувам, туку Ти зборувај низ мене. Нека Твојот дух биде жив во овие слова и нека ги допрат сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов, да им ги отвори срцата и очите и ушите, да поверуваат во Твојот единороден Син, кој е портата на спасението, нашиот Господ Исус Христос. Ќе го читаме 2 Коринтијаните, апостол Павле до Коринтијаните, 4 глава, која се всушност објави, кој духот на нашиот Отец ги објавил преку апостолот Павле. Да не заборавиме дека апостол Павле беше претходно Савле, ги гонеше христијаните на патот за Дамаск, го срека, ослепува, паѓа од конјот. Савле, Савле, зошто ме гониш? Кој си ти? Јас сум Исус кого го прогонуваш. Потоа Савле оди во Дамаск, Ананија положува раце на него и тој избран сад. Значи по дух го зборува Словото. Да не заборавиме дека Исус вели зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Затоа бидејќи 4 глава 2 Коринтијаните, бидејќи по милоста Божја го имаме ова служење, ние со духот не паѓаме, со духот на нашиот Отец кој е во нас. Но се одрековме, пазете, од прикриени срамни дела. Свесна одлука да не правиш греф, не постапуваме со лукавство, нелицемерно братолюбие, ниту го изопачуваме Словото Божјо со телесна мудрост и телесен ум, туку во дух, туку со јавувањето на вистината се препорачуваме на секоја човечка совест пред Бога. Значи Бог се објавува, луѓето се падната природа, грешни се паднати се со ангелите на Сатанас на земјата. Единствената причина за која сме се родиле е од нељубов, од себељубие, од себична љубов, да се претопиме во Божјата љубов и да пребиваме во Бог. Ако пак е и покриено нашето Евангелие, покриено, зборува за сега, тоа е покриено за оние што пропаѓаат. Некои од нив не го разбираат Светото Писмо, дури и во црквите.
создаваат догми, иако не можат да разберат дека основната природа, при самата природа и суштина на Бог е љубов. Бог е љубов. Пребивање во љубовта подразбира пребивање во Бог. 1 Јованово. Значи, за оние на кои Богот од овој свет, паднатиот Сатанас, им ги заслепил нивните безверни умови. Безверни умови, ќе видам некои интелектуалци, атеисти, жал ми е, пропаѓаат. Нема да им биде убаво кога ќе го напуштат земното тело. Атеист, сатанска природа, негирање на Бог. Безверни умови, за да не ги осветли светлината на благовестието за славата на Христос. Светлина на благовестие дека Исус ја победи смртта, ги плаќа твоите гревови. Ако го избереш Него за Бог и Спасител и врвиш по Него и се претопуваш во љубовта. Во љубовта. Тоа што треба да го научиме на оваа земја, долина на сенка смртна, наречена на повеќе места во Библијата, е дека треба од нељубов да се претопиме во љубов, зашто ние самите себе не се преповедаме, јас сам себе не се проповедам, туку Христос Исус, Господ, што се однесува пак до нас, ние сме ваши слуги. Слуга на Исус, служење, министер во владата на Република Македонија. Министер значи слуга, само тие погрешно го сватиле, тие се господарите, а народот им служи. Што се однесува, ние сме слуги заради Исус, зашто Бог кој некогаш заповеда од темнина да изгрее светлина. И рече Бог, нека биде светлина. И би светлина. Земјата беше пуста и празна и имаше темнина над земјата. И рече Бог, нека биде светлина. Зашто Бог кој некогаш заповеда од темнина да изгрее светлина, тој ги озари срцата наши, а може и ваши, за да биде познанието на славата Божја. Познание за славата Божја во лицето на Исус Христос, светло. Може да ги озари срцата ваши, сите што слушате, ако го изберете Исуса, ако го повикате во своето срце. Но таа ризница ја носиме во глинени садови. Глинени садови го создаде Господ Бог човекот од прав земна, значи ние сме земја, и му дувна во душата дух животен. Глинени садови, значи ние сме земја на кој е дувнат. Ние не можеме да го разбереме тоа со човечка мудрост и ум. Значи го носиме таа ризница во глинени садови во земно тело, та преизобилната сила да биде од Бога, а не од нас. Ти ништо всушност и немаш, самиот живот Бог те создал од кал, телото е земја и во земја ќе се врати, а душата, самиот живот, оживеаната душа е духот од Бог. Од секаде сме угнетувани, но не сме потиштени, македонци мои. За вас се однесува и за сите луѓе. Во недвоумица сме, не губиме надеж, бидејќи на Бог се надеваме, не гонат, но не сме напуштени. Не кутнуваат, но не пропаѓаме. И секогаш во телото наше ја носиме смртта на Господ Исус, така што и животот Исусов. Животот Исусов да се открие во телото наше и ваше, и твое, брате и христијанине што го слушаш ова. Значи ти треба да живееш како Христос. Љуби го својот ближен како самиот себе си. Зашто ние живите постојано, ние живите, на кого мисли тие што го примиле Исус, постојано се изложуваме на смрт заради Исус. На смрт, значи умираме за себе си, за себељубието, за собственото, и се што имаме споделуваме со другите. Та и животот Исусов да се открие. Животот Исусов да се открие во нашето смртно тело. Исус вели, поучете се од мене, бидејќи сум смирен и кроток по срце, и ќе најдете мир. Сакате ли да најдете мир за душите ваши? Така смртта действува во нас, а животот во вас. Кога вие умирате и се жртвувате за браќата, он ја даде душата своја за браќата, Исус, но и вие сте должни да ги давате душите свој еден за друг. Ако некој ја сочува својата душа, ќе ја загуби,
Ако некој ја загуби својата душа заради Христа, ќе ја сочува за живот вечен. А пак бидејќи го имаме тој ист дух на верата, како што е напишано, поверува и затоа зборува, и ние поверувавме и затоа зборуваме, веруваме и говориме, бидејќи знаеме дека оној кој го воскресна таткото наш небесен Господ Исус Христос и нас ке не воскресне преку Исус и ке не постави со вас чеда на небесата, синови Божји и ангели. Зашто се е заради вас, ловци на луѓе, им вели Исус, дојдете ке ве направам ловци на луѓе, на Петар и Андрей, на Симон и Андрей. Зашто се е заради вас, да благодата намножена преку благодарноста на мнозина. Благодат намножена во дела во Исус, да зборува за славата Божја. Затоа ние не паѓаме со духот. Но ако нашиот надворешен човек тлее, внатрешниот од ден на ден се обновува. Надворешен човек, телесниот внатрешен човек, во кој треба да се развиете, се разбуди. На едно место во Коринтјаните вели тело душевно, телесно и тело духовно. Значи ние го оставаме земното тело и имаме тело духовно, зашто нашите сегашни незначителни страдања, што и да ви се случува, ни донесуваат многу пообилна и вечна тежина на славата ако ги поднесувате во името на Исус, не марморите, не се жалите, зашто ние не целиме кон видливото, туку кон невидливото, духовното, бидејќи видливото е времено, ограничено, кратко проаѓа, а невидливото е вечно од земна перспектива, за да разбереме. Знаеме дека кога земното живеалиште на нашето тело, кое е како шатор, ке се разруши, се руши овој шатор, на небото ке се преселам. Кога земното живеалиште на нашето тело, кое е како шатор, ке се разруши, тогаш ке имаме од Бога здание, куќа неракотворна, вечно живеалиште на небесата. Ако сте телесен, ке речете, што изборува сега ово? Јас ви зборувам за Господ Исус Христос, дека вие овде сте минливи. Вие сами гледате дека луѓето заминуваат, дека земјата има свое трајање и наскоро ќе исчезне, ќе помине низ оган, зашто мојот Бог е оган кој изгорува. Зашто во него воздивнуваме, копнејќи да се облечеме во своето небеско живеалиште. Правите христијани не се жалат, не се плашат да умрат. Не се плашам од смртта. Затоа што знаат дека ова е минливо, дека горе има живот вечен. Замислете православната црква. Илјадници луѓе пеат Христос воскресна од мртвите, Христос воскресна, Христос. Веруваат, пеат, но дали веруваат, зашто кога ќе почине некој им велам оди на небесата, тие велат дај Боже. Само да не се најде, да се најдеме облечени, а не голи, кога ќе дојде Исус. Зашто таму на едно место вели, ако вашите дела не се добри, ќе изгорат и самите вие ќе бидете оштетени. Значи, ќе се најдете голи ако немате дела на љубовта. За Духот Негов да чека суд, Духот на нашиот Отец што е во секого од нас. Само да не се најдеме облечени, да се најдеме облечени во дела на љубовта, а не голи, зашто ние кои се наоѓаме во овој шатор во земното тело, воздивнуваме обременети, бидејќи не сакаме да бидеме соблечени, туку да се преоблечеме. Голи доаѓаме на овој свет, голи заминуваме, ништо не си донел, ништо не можеш да однесеш, освен твојата љубов, односно љубовта која се примило таткото наш небесен и од Исус и која ја споделуваш на браќата кои имаат потреба, од таа љубов. Бидејќи ни сакаме да се преоблечеме, таа животот, Исус кој вели јас сум самиот живот, Исус јас сум патот, вистината и животот, да го проголта смртното. А Бог, кој не создаде сите нас, и тебе те создаде. Токму за ова ни даде. Бог не создаде, токму за ова ни даде залог на Духот. Во секого од нас има Дух. Значи што е? Да бидеме соблечени од ова гревовно тело, да се облечеме во духовно тело, во тело на љубовта, да пребиваме во Бог, да пребиваме во Неговата љубов, зашто мојот Бог
е љубов и оган кој изгорува, пламен на љубовта кој во секого од нас гори едно пламенче, самиот живот во нас. И затоа секогаш сме спокојни, иако знаеме, се додека живееме во телото, ние сме далеку од Господ. Гордоста на животот, похотта на телото, желбата на очите, бидејќи според верата живееме, а не според гледањето. Блажени се оние што не виделе, а поверували, има на едно место. Да видам па да поверувам, неверниот Тома, но не се плашиме. Во љубовта страф нема. Кој се бои не е совршен во љубовта, усовршување во љубовта, препушти му се на Исус. Прифати го тоа што се случува, не твојата волја, да биде твојата, Божјата волја. Но не се плашиме и сакаме што поскоро. Не се плашиме. Сакаме што поскоро да го напуштиме телото и да се прибереме кај Господа, кај нашиот Отец на небесата. Љубовта покрива многу гревови. Па затоа и усредно се грижиме да му бидеме угодни, било кога престојуваме во телото или кога го напуштаме на нашиот Бог Отец, зашто сите ние и вие треба да се јавиме пред Христовиот суд. Кога ќе видам атеисти, ми е жал, но како да им објасниш кога се горди, а гордоста е грев, гордоста е спротиставеност на Бог, зашто сите ние ќе се јавиме пред Христовиот суд, та секој ќе прими што заслужил, според она што го извршил во телото свое, било добро или зло. Ако делата негови се добри, не се добри, ќе изгорат и тој самиот ќе биде оштетен, но ќе се спаси и ќе чека суд, духот негов ќе чека суд. Значи, секој од нас ќе се јави пред Христовиот суд за делата на љубовта. Дела на љубовта, гладен нахрани, жеден напои, болен посети, помоли се за некој. Тој што има материјална оскудица, помогни му. Така, знаејќи го стравот од Господ, ние ги уверуваме луѓето. Не се работи за страв, но да знаете дека еден ден ќе застанете пред вашиот татко, пред Исуса. Ние ги уверуваме луѓето, за Бога сме јавни, се надевам дека сум познати на вашите совети. Но се фалиме пак пред вас, не се фалиме, не се фалам ни јас, туку ви даваме повод, вие да се фалите со нас, да има што да им речете на оние кои се фалат по лице, а не по срцето, зашто Бог не гледа на лице, туку на срце. Дали имате дела на љубовта, дали го почитувате царскиот закон, љуби го својот ближен како самиот себе. Ако сме надвор од себе си, тоа е заради Бога. Ако сме присебни, тоа е заради вас. Мирот свој ви го давам, слава ти, Господе Исусе Христе. Бидејќи љубовта Христова не гони да го мислиме ова. Љубовта Христова, љубовта покрива многу гревови. Љубовта Христова не гони, не упатува да го мислиме ова, кога еден умрел за сите, Исус. Кајафа вели, нели е подобро да почине еден човек од народот, отколку целиот народ да пропадне. Кога ќе се сетам на ова, помислувам на својата земја, на твојата земја. Кога еден умрел за сите, тогаш сите се умрени. А Христос умре за сите, и за тебе, и за мене. Та живите и за атеистите, та живите да живеат не веќе за себе си. Има еден стих, вели, остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртвоци. Тој збори за живите во Исус. Та живите да живеат не за себе си, туку за оној, за Исуса, кој умре за нив и воскресна. Не живеам јас, вели апостолот Павле, туку Христос живее во мене. Светото писмо е интересна книга, колку и да е преправано, препишувано, преведувано погрешно, одредени
зборови кои се живи треба да оживеат во вашиот дух, ако вие го верувате во Исуса Христа, се преповторуваат на повеќе начини за да ја разберете суштината. Затоа ние од сега никого не познаваме по тело. Нашата борба не е против крвта и плотта, вели апостолот Павле, туку под небесните сили на злото, управувачите на мракот на овој век. Никого ние не познаваме по тело, иако Христос го познаваме по тело, бидејќи тој се овоплоти стана тело. Беше дух, но сега веќе не го познаваме како тако, бидејќи тој се врати како дух и ни го даде духот утешител, духот на вистината, светиот дух, Исусовиот дух, духот на нашиот Отец, кој ќе пребива во нас ако ги исполнуваме неговите заповеди. Значи, ако немате дух, не ги исполнува. Тоа е љуби го својот ближен како себе си. Не на лице, туку на срце. И така, кој е во Христос, тој е ново создание, новороден, богороден. Старото помина, стариот грешен човек, и ете се создаде новото. Тоа не е копче. Не се прави со збор. Тоа е процес на умирање на стариот човек и усовршување во љубовта, како што вели на едно место. Некои ќе речат горди, го знам Бог, одредени деноминации, го знае Светото писмо, спасен е. Го знаеш Бог, Бог никој не го видел. Кој му кажал нешто на Бог? Моите мисли не се ваши мисли, моите патишта не се ваши патишта, вели мојот Отец. Кога ти си едно со Исус, нема граница меѓу тебе и Христос. Тоа значи не живеам јас, туку Христос живее. Немаш твои мисли, Христос мисли. Немаш нељубов во срцето, а се е од Бога, кој не измири со себе. Бог Отецот не измирува преку Исуса Христа, кој ги зема нашите гревови, а тој суштински престојува во него со сета негова полнота. И ни го даде служење, министер на Исуса Христа, ама не како овие земните министри. Не кради, не убивај, не сведочи лажно против својот ближен, старозаветни министри. Ни го даде служењето на тоа помирување, на измирување, помири се со Бог, зашто Бог го измири светот со себе, светот кој свет, целиот свет лежи во зло. Ние знаеме дека сме од Бога. Не земајќи ги предвид престапите на луѓето, им ги прости, го положи во нас, ако вие останете во моето слово и го возлюбите, ќе дојдеме, Исус вели, со Отецот и со кроиште ќе направиме во моето срце. Значи го положи во нас словото на измирувањето. Светото писмо е слово на измирување, но тоа треба да се живее, не да се чита, не да се цитираат цитати, да се мавате со цитатите како со камења едни кон другите. Да се поделите, сте го поделиле Христовото тело како Исус да е поделен. Повторно го распнувате Исус во поделбите во христијанството и во нељубовта, па така ние сме Христови пратеници, Христов пратеник, министер, како Бог зборува преку нас и преку вас и преку мене, ако сум јас во духот. Ве молам, во името на Христа, помирете се со Бог. Помирете се со Бог. Татко мој, погрешив пред тебе и пред небото. Приказната за блудниот син не е раскажена за тогаш, туку за сега се однесува на тебе, брате и пријателе. Татко мој, погрешив пред тебе и пред небото, прости ми. Исусе, го повикувам Твоето име, дојди во моето срце, им простувам на сите. Слава Ти, Господи Исусе Христе, зашто оној кој не знаеше за грев, Исус, Бог за нас го направи грев. Сиот грев, целиот грев од сите луѓе, и Твојот и мојот, за да станеме, да останеме, да се преобразиме, да се преоблечеме во праведност, во Божјата праведност. Милост сакаме, не жртви. Милост подразбира да имате милост за секој човек што е во потреба, за секој, да му дарувате љубов, да му помагате, зашто ако очекувате милост од Бог, милоста што ја добивате од Него треба да ја споделувате. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Љубовта кон Бог се огледува
во љубовта кон ближниот. Колку ги љубите ближните, толку повеќе ќе има наплив на Божјата љубов. И вие ќе се преоблекувате во љубов. И вие ќе пребивате во љубовта. Подарете љубов на болните, гладните, сиромашните, обесправените. Зашто милост сакам, а не жртви. Брате и пријател, ако си болен, осамен, разочаран од овој свет кој целиот лежи во зло, има еден добар чичко, еден Отец на небесата, кој е татко на сите нас. Тој не создал, ни дувнал во душата дух животен. Самиот дух во нас е неговата љубов, бидејќи тој е љубов, не е тоа карактеристика, туку е суштина. Бог е љубов, долго трпелив, многу милостив. Помирете се со Бог, повикајте го Исуса Христа. Предајте му ги сите болки, болести, страдања и усовршувајте се во љубовта. Татко мој, ти благодарам што и во овој ден си во моето срце, што ми даваш слово со власт и сила. Во името на Господ Исус Христос, исцелување во дух, душа и тело. На сите оние што ќе го повикаат Твоето име, што ќе го отворат своето срце, еве чукам на вратата. Кој ќе отвори, ќе влезам и ќе вечерам со него, вели Господ Исус Христос. Но тој нема да влезе насила, тој чука на твоето срце, отвори го срцето и кажи: Господи Исусе Христе, не можам сам, потребна ми е Твојата милост, Твојата љубов. Татко мој, погрешив пред Тебе и пред небото. И тогаш, чекор по чекор, со дела на љубовта, со усовршување во љубовта, можете да се вратите, да старите од синови човечки, грешна природа, спротивставени на љубовта и на Бог, да се преобразите, да се преоблечете во љубовта и да пребивате во Бог, да пребивате во љубовта. Мир вам до Божјо царство небесно. Македонија е земја запишана од самиот Бог. Сите обиди да ја пребришат, негирање на македонскиот народ е сатанска природа. Ке испадне дека Бог е грешен што ги запишал македонците, што е напишал Македонија, што го повикал македонецот, што апостолот Павле дошол тука, што Аристарх и Гај македонци во Солун го проповеда, македонци од Солун го проповедале светото евангелие во театарот во Ефес. Бог не е грешен, словото на Бог не се враќа празно, се остварува. И затоа албанци, бугари, срби, грци, НАТО, Европска унија, оставете ја Македонија, таа е земја на Исус, за да пазете да не станете борци против Бога. Исусе, сине Давидов, смилувај ни се. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Слава ти, Христосе. Мир вам до Божјо царство небесно. Амин. Се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое. Ти ме создаде од прав земна и дух животен духна во мене, по образот Твој ме создаде. Жива душа налик на Тебе, се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое. Љубовта Твоја ме облега, Твојата рака ме позема, во срцето моје пребивај, Исусе, Господе. Јас ти припаѓам Тебе, Исусе, јас ти припаѓам Тебе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Татко мој, се